Денес ќе ве однесам на едно патување покрај реката Дунав во источна Србија, каде што се наоѓаат две исклучително значајни впечатливи места – манастирот Тумане и Голубачката тврдина. Манастирот Тумане е сместен во тивка и зелена долина недалеку од Голубац. Тој е едно од најпосетуваните духовни светилишта во Србија. Манастирот е посветен на свети Архангел Гаврил, а особено е познат по мноштите на свети Зосим Тумански и свети Јаков Новиот, кои се сметаат за чудотворни. Многу верници доаѓаат тука со надеж, молитва и благодарност. Атмосферата во Тумене е мирна и духовна, исполнета со тишина, молитва и звукот на природата. Собите, значи сместувањето во хојнакот, ние го плативме за двајца 6000 динари и плюс 700 динари од човек за поедок, кој што се служи утрото од 8 до 11 часот во самиот кон. Само неколку километри подалеку, на самиот брег на Дунав, е изградена величествената Голубачка тврдина. Таа е една од најубавите и најдобро сочуваните средновековни тврдини во овој дел на Европа. Изградена е во 14 век, тврдината има огромно стратешко значење бидејќи го контролира влезот во Гердапската клисура со своите 10 кули и масовни камени ѕидини. Голубац изгледа како да излегол од некоја легенда. Денес тврдината е внимателно реставрирана и отворена за посетители. Од низините кули се пружа спектакуларен поглед кон Дунав и околните планини, а прошетката низ тврдините не враќа назад во времето на витези, битки и царства. Манастирот Туман и Голубечката тврдина заедно представуваат совршен спој на духовност, историја и природна убавина. Места кои ќе ви остават силен впечаток и долго се паметат. Ние не можевме да ја посетиме тврдината бидејќи беше затворена, но на крајот од видеото ќе можете да ги погледнете цените, колку е за влез кога е отворена тврдината за посета. И исто така можете да видите уште неколку слики од манастирот и како од прилика изгледа појадокот.